Благодарам, почитувани колешки, колеги и полициски службеници и членови на Македонскиот полициски синдикат. Почитувам председателя на Македонскиот полициски синдикат господин Кицев. Почитувам председател на Советот на Европските полициски синдикати господин Валадас. Почитувана државна секретарка. Почитувани директори на агенции, на институции, еминентни професори. Почитувани представници на синдикатите од регионот, дами и господа. Со особено задоволство ја прифатив поканата од организаторот на 21-те поред синдикални спортски игри, Македонскиот полициски синдикат, да бидам денеска заедно со вас во нашиот балкански бисер, преубавиот Охрид, и да ја прогласам за отворена оваа веќе етаблирана традиционална спортска манифестација. Ваква убава традиција која што е воспоставена од Македонскиот полициски синдикат години наназад веќе си обезбеди свое место во делот на квалитетна, пријателска и меѓународна синдикална соработка со цел запознавање и изближување на полициските синдикати, креирајќи разновиден исполнет меѓународен спортски синдикален хепенинг на кој представници од 15 синдикати од земјите од регионот и од Европа во 7 спортски дисциплини ќе ги прикажат своите спортски физички вештини и знаења. Токму ваквиот спортски начин на дружење секогаш нуди дополнителна форма за квалитативно збогатување преку непосредната комуникација, размена на искуства, додадени вредности, создавање нови пријателства, кои што на овој настан му даваат една дополнителна и поголема вредност. Традицијата на негување на спортскиот надпреварувачки дух, како и запознавањето и другарувањето, се значени вредности за негување, но и за надградување. Особено кога станува збор за професијата како што е полициската, која што се одликува со висок степен на одговорност, на посветеност, на професионализам во секојдневната работа, но и со потребата од постојана соработка, размена на податоци и искуства со колегите и од регионот, но и од Европа и од светот. Ако солидарноста представува еден од базични принципи на синдикализмот, тогаш сметам дека еден од најдобрите начини за нејзино реално демонстрирање и затврстување е токму дружењето, подоброто запознавање на синдикалците, споделување на вредности и идеи, градењето на фер однос, атрибути повеќе од потребни не само за спортска манифестација од ваков тип, туку и во нашето секојдневие, особено на професионален план. Особено ме радува фактот што изминативе години со раководството на Македонскиот полициски синдикат заеднички испишавме историја во синдикализмот во Република Северна Македонија и го потврдивме слоганот на Македонскиот полициски синдикат и на МВР дека само преку диалог се доаѓа до вистински решенија. Со новиот колективен договор кој што го потпишавме 21 година, овозможивме понатамошно квалитативно надградување на сите социјални и професионални, нормативни и други стандарди кои што се неопходни за подобрување на условите за работа на македонските полициски службеници. Вредни за споменување се бројните заеднички кампањи, од кои би ја издвоил заедничката кампања на Министерството за внатрешни работи и на Македонскиот полициски синдикат МВР за граѓаните, заедница, доверба, одговорност, чија цел е доближување до граѓаните на суштината, вредностите и на карактеристиките на концептот полициско работење со заедницата, како и најновиот проект за превенција од зависности од дрога и психотропни субстанци кај младите, кој што го започнавме на 1 септември во една од најелитните гимназии во Македонија, кажи не на дрогата, а да на животот. Македонскиот полициски синдикат може да се пофали со исклучително богато професионално портфолио во доменот на синдикалното работење и заштита и подобрување на социјалниот статус на вработените во МВР. Затоа денес Македонскиот полициски синдикат со право представува достоен и респектиран партнер на раководството на Министерството,
во креирање на економско-социјална, но и на професионална атмосфера во него. Уверен сум дека и во наредниот период раководството на Македонскиот полициски синдикат ќе продолжи во веќе етаблираниот курс на кредибилен заштитник и поборник за синдикални и социјални права на сите вработени, дека заедно ќе продолжиме со праксата на динамично подобрување на економскиот и професионалниот статус на сите наши колеги. Во рамките на ваквите разговори и преговори, идеолошки сум приврзан да помогнеме пред се на работникот и на оние кои што допринесуваат за развојот на заедницата. Разговараме често пати, немаме исти видувања во однос на начинот како треба да дојдеме до посакуваната цел. Меѓутоа, таа посакувана цел е заедничка верба со членовите на Македонскиот полициски синдикат. И секогаш кога верувате во една иста цел, мора да дојдете до решение. Едно или друго мора да биде решението кое што ќе биде во интерес на членовите на Македонскиот полициски синдикат, но и на сите вработени во Министерството за внатрешни работи. Низ тој диалог дојдовме до многу подобрување на положбата и токму сега мислам дека е моментот кога ги отвораме овие синдикални игри да најавам дека на 1 октомври ќе имате плата 10% поголема за сите вработени во Министерството за внатрешни работи и до крајот на годината регрес за годишен одбор од 10.000 денари за секој полициски службеник. Дозволете ми, посакувајќи ви пријатен престој во нашиот преубав Бисер Охрид, да ги прогласам овие 21 спортски игри и средби на МПС за отворени. На сите вас да ви посакам успех и што подобри резултати во предвидените спортски дисциплини. Со верба дека оваа убава традиција ќе продолжи во иднина, придонесувајќи не само за создавање на добри спортски резултати и пријатни спомени од дружењето, туку и за уште поактивна политичка соработка на регионално и европско рамниште. На сите гости посакувам убав престој во Македонија и да понесете убави спомени, заради тоа што за нас пријателството, соработката и заедништвото се звездата водилка од која што сите ние тргнуваме. Многу здравје, многу среќа на личен и на професионален план и заеднички да чекориме кон нови успеси и нови победи. Благодарам.